Добро вечер, се клучам повторно зборувам за една актуелна политичка тема која се одвива денови, односно следниве 3 дена, денес, сутра и други ден, а тоа е самитот на Г7 во Канада. Веќе имам скажано дека во Г7 спаѓаат 7 најразвиени економии во светот, тоа се Канада, како домаќин овој пат, Соединетите Американски држави, Италија, Франција, Германија, Обединетото кралство и Јапонија. И овие наизменично ротираат и обично еднаш годишно држат состанок, односно самит, обично во овој месец. И не е исклучено по потреба да одржат и вонредни состаноци и самити. Се дискутира најчесто за актуелните политички случувања во моментов, најважни се Украина и Израел. Понатаму и други работи ќе се дискутираат. Ќе се разгледува безбедноста во светот. Пред НАТО самит сме во Холандија, во Хаг и слично. Случувањата, цените на берзите се дел од темите кои ќе бидат на разговор. Гледаме дека Соединетите Американски држави се повеќе има големо незадоволство од претседателот, односно антипредседателски протести, а гледаме дека и во администрацијата на претседателот владее големо несогласување. И сето тоа дополнително влие на односите меѓу државите и народите. Затоа треба Западот да земе работата во своји раци, да води крајно прозападна надворешна политика, а тоа е да се интегрираат државите пред се во НАТО и ЕУ. Девизата цел свет во НАТО, цела Европа во ЕУ да стане реалност. Гледаме дека во Босна и Херцеговина има кризи, Косово, Тајван и слични. Да се надејаме дека ќе бидат подобри времења, а како и заклучоци ќе се донесат на овој самит, останува да видиме. До тогаш поздрав!